Здравейте назад на каналот Ивона и Марио. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да направам едно кратко storytime видео поврзано со образованието во Македонија. Односно видео во кое што ќе ви го пренесам моето искуство кое го стекнав благодарение на факултетот кој неодамно го завршив. Сите вие кои ме следите на Instagram или Facebook, веројатно веќе знаете дека Марио од неодамна е дипломиран социолог на Филозофски факултет во Скопје. Пред да започнам, сакам само накусо да ви објаснам зошто јас се запишав токму на Филозофски факултет во Скопје на одсек социологија. Како некој што сака да се занимава со јавна професија, сметав дека ми треба соодветно образование за кога ќе излезам некаде јавно, да можам да зборувам и дискутирам со луѓево на секоја една тема која е од општествен карактер. Сума сумарум сакав да бидам образована јавна личност, да не бидам тутуле бали кога ќе излезам на телевизија, да зборувам се и се што да немам позадина за тоа. Денеска сум дипломиран социолог и кога ќе излезам да зборувам нешто, барем имам некаков багаж зад себе. Сега да се префрлиме на оние помалку убави работи со кои јас се соочив на истиот тој факултет, односно со кои 99% од студентите во Македонија се соочуваат. Ќе започнам со наједноставното нешто. Прво е начинот на кој ние се запишуваме на тој факултет. Денеска секоја будала може да запише факултет. Ако не на државен, може да запишеме приватен. Можеме да ја земеме дипломата со пари, можеме да ја земеме со многу учење, може да ја земеме онака со просечно учење. На крајот денот, сите ние ќе го завршиме тој факултет. Сите се здобиваме со ист епитет, односно во мојот случај дипломирани социолози. Се истите тие социолози можат да навлезат у политика, у односи со јавноста, у социологијата, у образованието, у секоја една сфера што постои у денешно наше општество лудо. Без разлика на тоа дали некој ја купил дипломата, дали некој многу учел, дали некој учел просечно, ние можеме да завршиме на исти работни места, да вршиме иста функција. Социологијата врти сучи не е толку опасна, што правиме со медицината, психологијата, дефектологијата. Тоа се некои факултети, односно смерови, кои се ризични откако некој ќе ги заврши, доколку ги завршил благодарение на пари, врски, малку учење, провлекување и така натаму. Што значи дека образовниот систем, сума сумарум, е отиден у сега вака. Поради тоа што знам дека мене ме следат релативно малолетни деца, може би и дел од нивни родители, што ми е особено драго. Никогаш, ама буквално никогаш, немојте да постапувате на долга стаза затоа што вашите родители ве приморуваат. Во ист момент апелирам и до родителите кои може би ме гледаат, не ги приморувајте вашите деца да се запишат на било кој спорт, на било кој факултет, во било која школа само затоа што вие тоа го сакате. Оставете ги децата да ви покажат што ги интересира, да изразат желба за нешто, не ги приморувајте, без разлика дали имаат 5, 15 или 25 години. Најголемите грешки се прават во тој момент. Сметам дека образованието е од исклучително значење за сите нас, како поединци, а и како заедница. Не мора да значи дека човек без факултет е глуп, помалку интелигентен и снаодлив. Меѓутоа, луѓе кои се образуваат и кои имаат сериозен пристап кон образованието, размислуваат поинаку. И тоа е факт. Без разлика на тоа дали ќе се определите да студирате на државен факултет или на приватен, дали ќе студирате вонредно или ќе студирате редовно, треба да имате сериозен пристап кон она што сте го одбрале. Не бидете еден од оние што ќе го запишат факултетот само за да можат да се вработат, не бидете од оние што ќе запишат факултет само за да ги исполнат очекувањата на нивните родители. Не секој денеска има можност да студира, што е исклучително важно да се напомене. Во денешно време, каде што просечна плата е 200 евра, вас ви бараат на факултет 200 евра за упис. Проблемот е што мислам дека сите треба да имаме можности за образование, особено во 21 век, каде што образованието онака при вработување се става најмногу акцент, иако знаеме како функционираат кај нас вработувањата. На секого му е потребно тоа образование, не секој има можности да си го приушти. Тоа е првиот проблем со кој ќе се соочите кога ќе посакате да запишете факултет. Сега ќе придеме на внатрешниот момент. Што се случува на еден факултет? Постои, например, катедра за ова или она, во случајот мојава социологија.
На таа социологија вкупно од прва до четврта година предаваат може би 10 професори, 12, 13, небитно. Но суштински тие професори ги запознаваш сите и тие ти се вртат. Прва година, втора година, трета година, четврта година, во мојот случај пета година. Доволно е да се спречкаш само со еден професор за да запишеш пета година, како што е случајот со мене. Нема да се цензурирам во однос на ситуациите, но нема да си дозволам да именувам никого, иако првично сакав. Меѓутоа, постои една ситуација која, например, мене ме доведе до пета година. Зошто? Затоа што постоеше еден професор кој треба да оди во пензија, тоа го одолговлекува цело време, затоа што нормално, зема човеков плата, седејќи во канцеларија, малтретирајќи студенти. Многу фрустрирачка ситуација кога ќе отидеш на факултет, што сметна за високо образование, ќе се соочиш со професори кои немаат никаков интерес. Професори кои не знам како дошле на тоа работно место и професори од кои ти, како студент прва година, знаеш повеќе од нив. Втора работа која за мене е најболна, тоа е чекање и у здрав памет. Што значи тоа? Покрај уписот на факултет плаќате 300 денари за оваа, 700 денари за некакви активности непостоечки, 500 денари, 50 денари таксени марки, ДДВ ти зима тоа, значи хаос. Тоа трошкови имаш, као мислиш после ќе те вработат у министерство некој. Небитно, јас, например, сум од Куманово. Јас во текот на моите студии патував. Значи, секој ден фаќам автобус од Куманово да одам за Скопје. Да, картава е 100 денари, патот е 45 минути. Ништо страшно, не патувам од Охрид, од Кичево и така натаму. Патувам од Куманово, не е страшно, меѓутоа не е ни наивно. 100 денари не се малку пари. Секој ден, а еднаш да треба да отидам, не е проблем, меѓутоа ти секој ден, 5 пати у неделата, 500 денари. Само за пат во еден правец. 1000 денари во два правци. Да каснеш нешто, значи ти неделно од прилика тебе ти одат накај 50 евра. Ти рачуни ги така месеци и месеци. Тоа не се малку пари. За некој да се изживува со тебе, а како се изживуваат? Вака. Ке ти напишат мејл. Колеги, утре дојдете по оценки. Утре има испит во толку и толку сати. Нормално ти се спремаш, носиш све, одиш на тој факултет и професорот го нема. Тоа мене најмногу ми има изнервирано од се што постои на факултетот, од сите неправди со кои сум се соочил. Мислам дека непојавувањето и доцнењето на професорите ме вадеше од кожа. Моето приватно действување, моите активности, дали се тоа политички, обштествени, граѓански, какви и да се, не смеат да бидат причина за некој да има антипатија кон мене и мојот процес на образование. Доколку не знам, немам проблем. Стави ми петка, бутни ме, што сакаш прави. Значи, ќе се соочите со професори кои ќе ве сакаат. Ќе се соочите со професори кои ќе ве поддржуваат. Ќе се соочите со професори кои ќе си играат цупало со вас, кои ќе ви пишат мејл, дојдете, ќе ги нема, ќе ви пишат, ќе ви се јават, имаме предавања, никогаш нема се појават на тие предавања. Ќе дојде време за испитна, вие уште не знаете како професорката изгледа или професорот, а вие ќе треба полагате некаков предмет и така натаму. Има разни професори, разни профили на луѓе со кои вие ќе се сретнете на тој факултет. Сите европски земји постојат можности за студенти. Почнувајќи од Балкан, Хрватска, значи Хрватска, студент може да најде работа у секое време, хонорарна, ваква, таква. Студенти со картички имаат попусти, со индекси, ваму, таму, бесплатен превоз, чуда. Кај нас не сакам да навредам никого, меѓутоа студентите сметам дека се најзагрозена категорија на луѓе кои постојат во Македонија. Јас се надевам дека некој студент или некој на моја возраст, постар или помлад од мене, ќе го гледа оваа видео и доколку го гледа, апелирам да коментирате долу во коментари, да го споделите вашето искуство, дали нешто имате да додадете или да поправите од она што го реков, затоа што баш ме интересира како вие ја доживувате оваа тема. А ова најмногу го зборам за сите оние кои планираат да запишат факултет, чисто да ги предупредам, затоа што многу деца имаат родители кои, например, имаат средно школа. Во тоа време средното школо било доволно и за да најдеш работа, и за да можеш да преживееш, и за да можеш да комуницираш достојанствено, затоа што сите скоро биле со средна школа. Денеска, навистина, голем број на луѓе се со високо образование. При барање на работа секој бара високо образование. Навистина е потребно. Значи, ни еден момент не сакам да кажам дека вие не треба да запишете факултет.
напротив, меѓутоа не го правете тоа доколку сте приморени, правете го тоа доколку чувствувате потреба, сакате и така натаму. Толку многу работи имам преживеено на тој факултет да денеска онака само се прашувам вредеш, али се надевам дека ќе успеам и таа диплома да ја уновчам, да сето тоа го претворам у еден начин на живот за да не се покајам ниту еден момент затоа што сум го запишал. Мојата цел, да се разбереме, не е да бидам социолог. Марио е некој што се занимава со музика, со YouTube. Имам работа моментално која ми е супер. Честни исклучоци, кога го зборувам ова, не мислам на цел институт, на цел факултет, на сите професори. Постојат професори кои стварно предаваат, значи не ти ни треба да учиш, ги слушаш и знаеш. Постојат професори кои го тупат до утре сабајле, кога ќе развршат некоја дискусија, не знаеш кај почнало, кај завршило. Постојат професори кои не внимаваат на време. Например, предавањето е 4 часа. Доколку тие тема предвидена за денеска предадат за 2 часа, они те пуштаат. Но добро. На крајот денот се кога бранев дипломска во комисија како и ментор, ме беа професори кои ми се драги. Не сакам да ги именувам од приватни причини, можеби луѓето не сакаат да се експонираат јавно, иначе би ги поздравил слободно. Некој ќе ме праша дали да се запишам на филозофски факултет или тип конкретно социологија, јас искрено не би знал што да му одговорам. Ви раскажав целата моја приказна доколку имам што да додадам, не знам, некаде ќе објавам, ќе напишам. Следете ме на Инстаграм, видете во текст со сите случувања, таму објавив и фотографија од како дипломирав, така што можете да ја погледнете, да ја лајкнете, прокоментирате, доколку ја гледате видеото до крај, не знам колку време трае, имам чувство дека многу време зборувам. Но се надевам дека кажав се. Споделувајте ги вашите искуства долу во коментар, баш сакам да читам и баш сакам да видам што се случува на останатите факултети со останатите студенти. Јас во овој момент ја поздравам, ви посакувам убав остаток од денот кој да го гледате видеото и ето, очекувајте наскоро многу нови видеа на нашиот канал. Не немаше известно време од оправдани причини. Една од причините и моето дипломирање, ја правев дипломската, ја учев, ја бранев, сето тоа е процедура. Си во нас му некоја фаза на менување на личниот опис. Секако знаете наскоро, јас ја ве поздравам. Чао!